Секое време носи и предизвици со чие справување треба најдобро да се покаже како се сака и чува сопствената татковина. Македонија е најдобриот пример како родолюбието денес тлее кај возрастните граѓани кои учествувале во борбата за слобода на македонскиот народ. Но дали истото чувство го имаат и младите генерации? Ги прашавме учениците од основното училиште Александар Македонски што за нив представува 11 октомври. 11 октомври 1941 започнала борбата за ослободување на Македонија од фашизмот и тоа е ден на народното востание. На 11 октомври го славиме подигањето на востанието за ослободување на Македонија против фашизмот. Денот кога пукнале првите пушки во Прилепи Куманово или востанието на Македонија. 11 октомври почнала борбата против фашизмот за ослободување на македонскиот народ. Во соседството многу повеќе се посветува внимание на родолюбието во образовниот процес, како интонирање на химната пред почетокот на часовите и соодветни учебни содржини, што како убав пример го користат и некои општини во државата. На прашањето на македонската телевизија како ги празнуваат државните празници, младите велат: се веат знамиња, се прославува со фамилијата, се шета низ градот. 11 октомври представува за мене еден празник кој го славиме со нашата фамилија. Па со веење на македонските знамиња, слави, прослави, концерти и така натаму. По дефиниција, родолюбието подразбира љубов, а не омраза, во најширока смисла кон својата татковина, државата, заедницата. По правило, тоа подразбира гордење со достигнувањата и културата, карактерот и идентитетот на сите единки што ја сочинуваат заедницата.